Да, јас посакувам среќа на сите и на секаде да ја има моден фестивал во Скопје, насловен токму така среќата е на секаде, но повеќе за ова ќе слушнеме од колешката Ивана Крстевска-Јаневска, која ова утро ја вклучуваме, вака веќе ја гледате. Линковски, добро утро Ивана и ајде, со нетрпение очекувам да видам што ќе се случува и како ќе биде тоа среќата на секаде со овој моден фестивал. Да, Слободанка, добро утро до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Како што спомена и ти, среќата е на секаде. Тоа е слоганот со кој што од 3 до 6 април повторно ќе се одржи Скопскиот моден фестивал, односно токму метрополата ќе пулсира во ритамот на модата. Ние жените некако секогаш сме повеќе насочени кон модата или повеќе обседнати, но секако нели има и мажи кои што си работат и во дејноста, но и секако сакаат нели секогаш да изгледаат одлично дотерани, но за тоа што ќе донесе овој фестивал кој што се одржува по 4ти пат, ова утро ќе разговарам со Ива Китановска токму од Скопскиот моден фестивал. Ива, ќе ти посакам добро и убаво утро, пролетно будење, убаво сонце денеска, да најавиме нели еден одличен фестивал кој што веќе прерасна во традиција. Како настана, Ива, фестивалот? Добро утро, Леле, колку убава најава. Значи, се убави работи, пролет, среќа, убавина. Фала ти многу и фала на поканата да ја направиме најавата за Скопски моден фестивал 4та сезона токму овде. Се наоѓаме во Diamond Mall, кај што ќе биде и вистинската локација на настанот, во вистинското срце на градот, нели? Како настана, како прерасна во традиција? Веќе 4та сезона ние се сосредочуваме на убавото, сосредочуваме на естетиката, но меѓутоа овој пат ја збогатуваме токму со среќата. Пролете, се буди, сите сакаме да излеземе, да се дотераме, да се наместиме, така да точно го избравме правилниот тајминг наредната недела за Скопје Fashion Festival Powered by Државна лотарија, 4та сезона. Ива, што ќе може да се погледне на овој фестивал, односно кои се новитетите? Секоја година 4та сезона поред имате некои новитети. Кој е новитетот оваа година? Се потрудивме оваа година малку и да го смениме концептот, со тоа што нели 4та сезона се премостивме на 4 фестивалски денови. Освен тоа што ќе понудиме убави ревиски представувања на домашни и инострански дизајнери, која што е исто така наша традиција веќе 4та сезона поред. Ќе имаме музички представувања, ќе имаме перформанси, ќе имаме малку повеќе драма од претходно. Нели, како што и најави самото кампанско видео, вклучивме доста убави лица од нашиот јавен живот. Така да новитетот е да дознаеме за што се спремаат 6 величенствени кои што се дел во нашето кампанско модно видео. На каква тајна вечера се упатени во суштина. Така, сите имаме потреба од убави настани, да присуствуваме, да излеземе од она нели наше секојдневие и од понеубавите работи кои што се случуваат во нашето обкружување. Па Иве, како планирате можеби да се развива се повеќе и повеќе фестивалот кој што е навистина еден убав настан, но и потреба за сите луѓе кои што сакаат да излезат од секојдневието? Па и од тука никна идејата за Скопски моден фестивал. Знаеме во каква средина живееме, знаеме со колку неубави вести и судбини се среќаваме секој ден. За жал, меѓутоа, ние сме силно убедени дека убавината и естетиката, па и среќата, нели, како што ја додаваме оваа сезона, ќе го спасат светот. И затоа се трудиме и се стремиме и мислам дека сме благословени да работиме во индустријата на убавото, така што стремежот и таа енергија токму ја наоѓаме во ова место. Па се надевам дека истото ќе може да го пренесеме, нели, и на пошироката јавност следната недела од 3 до 6 април. Каква е модната сцена во Македонија? Имаме ли доволно простор каде да се појават, да се покажат и публиката да дознае за модните дизајнери и сите луѓе кои што работат во модниот свет во Македонија? Мислам дека ете е основната причина зашто и постоиме, се стремиме да бидеме токму тој медиум од секојдневието. Сите сме преземени со fast fashion, си имаме свој стил, меѓутоа ни треба некој канал или некој медиум кој што ќе може да ни го доближи и она поалтернативното, помодното, оној моден израз кој што не се среќава на дневна база. И се надевам дека тоа и успеваме да го доближиме поблиску, затоа што јас сум силно убедена дека секое
се оно што се создава, на крајот го наоѓа својот крајен корисник. Така да се обидувам дека ние сме убава платформа за тоа да се испромовира. Да, ќе ги поканиме сите љубители на модата од 3 до 6 април да бидат дел од 4-та сезона на Скопскиот моден фестивал. Апсолутно, значи настанот е од јавен карактер, би биле пресреќни доколку нели не идеме на голема заинтересираност. Досега имаме угостено преку 25.000 луѓе на нашите настани, што е прилично импресивна бројка и се надеваме дека и ние самите ќе ги надминеме стандардите што сме ги поставиле. Отварањето е токму на 3 со ревијата на Ивана Кнез, така што ве очекуваме на сите фестивалски денови, ќе ни биде огромна чест доколку бидете дел од нашиот настан. Ви посакувам уште една успешна сезона, Ива, и секако и понатаму да творите во светот на модата и да ги поддржувате сите наши домашни македонски дизајнери и да им давате простор нели да се истакнат. Благодарам многу. Ќе ве поканиме ве уште еднаш Слободанка од овде, токму каде што ќе се одржи од 3 до 6 април 4-та сезона на Скопскиот моден фестивал за сите љубители на модата, за сите вие кои што сакате да видите што е ин, што е тренд, како што спомена и Ива, дека настанот е од отворен карактер, така што сите сте добре дојдени да видите што ново имаат создадено нашите македонски дизајнери, но секако и оние гости кои што ќе бидат од соседството кои што ќе се представат на модниот фестивал, односно Скопје Fashion Festival. Ивана, благодарам за ова линковско вклучување и за сите информации кои што ги добивме за овој настан, дека среќата е насекаде.